На море до Солунг или на шопинг до Белград со воз. Од Куманово до Велес за 40 на минути или час и половина до Гевгелија. Качете се во друг воз за да избегнете гужвата низ Скопје. Или во трет за да не ве одерат таксистите ако слетувате или ако треба да летате од аеродромот Петровец. И сето тоа од обновена и модерна железничка станица. Иако ова може би ви звучи како некој си надреалистичен сон, за околу 5-6 години ќе стане реалност. И не само тоа, конечно ќе се заврши проектот со кој Штип ќе добие гланц нова клиничка болница, со што нема да мора да се патува до Скопје за интервенција од Источна Македонија. Ќе има изградба на зграда за новиот медицински факултет, како и студентски дом со капацитет од 200 легла. Изградба на болница во Кичево заедно со здравствен дом и реконструкција на клиничката болница во Тетово. Луѓе, ова се само првите два вида на проекти кои ќе се финансираат со 6 милиарди евра или 5 милиони фунти британски пари. И тоа условите под кои ќе бидат достапни овие пари се најдобрите што некој може да ги добие на пазарот. Знам дека откако со години не научија само да пропаѓаме или да се давиме во криминал и корупција, тешко е да се верува дека вакво нешто може да ни се случи. Но верувајте, можно е. Прво, можно е затоа што не зборуваме за некои си таму тајвански пари за корупција или кинески кредити, туку за британски фунти, а британците се такви што нема да дозволат ниту една фунта да отиде во нечiji џеб. Второ, ова е договор за стратешко партнерство, кое не позиционира на светската политичка сцена како држава која стои зад своите западни партнери, и токму тие партнери ќе сакаат да видат резултати, а не богатење на поединци и крадење. Не само нам, туку и нив им треба стабилна и економска развиена Македонија, без разлика колку е таа мала, и тоа посебно сега, кога се создава новиот светски поредок. И добро е што Македонија, под раководната палка на владата на Мицковски, не стои со врзани раце, туку трча да ја позиционира државата таму каде што и е местото, свртена кон западната атмосфера, рамо до рамо со своите стратешки партнери.